До сега невидена борба се водеше во изминатите 3 дена со пожарот во Пехчево, за таа конечно да биде совладана. Конечно сите можат да здивнат. Борбата со огнето и со пожарот што беше зафатено Пехчево траеше 2 вечери и 3 дена со макотропна работа од локалното население и од доброволците од соседните градови кои дојдоа да ни помогнат. За во текот на вчерашниот ден во пододневните часови пожарот да биде ставен под контрола и да биде локализиран. И денес од Савајле, значи во текот на вчерашниот ден во вечерните часови имавме дежурни екипи на терен на критични места кои беа таму цела вечер, но тоа е се под контрола. Имаме моментално околу 50 луѓе на терен кои патрулираат од место на место. Пламениот пегол зад себе остави огромни штети кои ќе се чувствуваат со децении. Можам да кажам дека Пекчево и Малешевијата остана без двете белодробни крила, така да чистиот воздух мислам дека во Пекчево ќе имаме пак чист воздух, ама не тој како што го имавме. Пожарите што беа и што го зафатија Пекчево гореше висока стеблеста борова шума, а вие знаете што значи боровата шума за едно подрачје. Промена на клима, промена на се, намалување на водни ресурси и последиците ќе ги осетиме понатаму во наредните години. Кои се следните чекори по големата катастрофа? Да видиме прво еднаш да се стабилизира целата работа, да го стабилизираме огнот, да ставиме се под контрола, да немаме веќе жаришта. Во координација со Македонски шуми ќе видиме кои ќе бидат следните чекори. Огромниот напор за градоначалникот на Пехчево Александар Китански е потврда дека кај нас се уште има професионален однос, солидарност, висок степен на хуманост и единство. Се покажа од околните градови од сега да не се повторувам од сите релевантни институции, од општествено одговорни фирми, од сите институции од државата, доброволци од соседните градови, од да кажем од Пехчево, Бераво, Делчево, Каменица, Кавадарци, Кочани, Виница. Благодарност до сите зашто сега се покажа хуманоста. Сите заедно сме посилни и тоа се види на терен.